Зимјава има 280 сончеви денови, но искористува помалку од процент за производство на електрична енергија од сонцето. Звонко Марковски, собственик на енергетски независна куќа и фотонапонска централа, вели ако се изградат 10.000 сончеви покриви, ќе се намали увозот на струја, ќе се добие чиста енергија, а со тоа и почиста животна средина. Ќе ги намала сметките за електрична енергија до 90% на годишно ниво. Тоа ќе добијат домакинствата. Државата ќе добие една дисперзирана фотоелектрична централа на територијата на цела Македонија, со која ќе се произведува околу 40, со моќност од 40 мегавати, која ќе произведува околу 60 гигават часови електрична енергија. За толку ќе се намалат потребите на увозниците да увезуваат струја за покривање на загубите во систем. Универзитетскиот професор Константин Димитров речиси 2 децении ги истражува придобивките од сончевата енергија. Според него, енергетската ефикасност е најдобриот ресурс на земјава. Енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, тоа е насоката во која треба да се движиме. Државата работи и мора да работи, да ги обедини во себе заштита на климатските промени со енергетиката и енергетската ефикасност како основна алатка. Според екологистите, потребна енергетска транзиција со обновливи извори и енергетска ефикасност. Алтернативните извори ќе помогнат во процесот на исфрлање на јагленото од производството на струја. Апелираме до владата да ги поддржи граѓаните, здруженијата, кооперативите што ќе се формираат, за да можат на многу поиндивидуално ниво да се вклучат во процесот на енергетска транзиција, за енергијата да ни се произведува тука, да ни ја замени таа што е на јаглен, се произведува да имаме домашна енергија и да го намалиме увозот на струја. Мерките што се презимаат се во насока на намалување на штетните емисии во воздухот и поголема енергетска ефикасност, вели заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Сега ќе следи еден повик исто за приватно земјиште, на приватно земјиште заинтересирани за фотоволтаични централи и на тој начин се смени законот да може индивидуално за сопствени потреби да ги користат граѓаните. Ме радува што многу фирми во Македонија се отворија кои што произведуваат соларни, дури има иновативни решени за соларни термопанели во исто време и тоа е едно практично најголем придонес има и во намалувањето на загадувањето, но не само во користењето на обновливите извори. Истражувањата покажуваат дека инсталирањето сончеви термални колектори може да создаде над 700 работни места до 2035 година. Соларната енергија е безбедна, бесплатна и најмалку штетна за животната средина. Почист воздух, помало загадување и помали сметки за струја се придобивките кои граѓаните би ги добиле од обновливите ресурси. Со овој прилог МТВ се приклучува кон кампањата за подобра животна средина. Не игнорира и реагира, што е спроведува Институтот за комуникацијски студии и е финансирана од британската амбасада во Скопје.